овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно, вие сте на Телма, а ние сме во хотел Лимак. Денешната тема е неверство. И тоа секако вид на неверство. И емотивно, и физичко, и политичко, и коалиционо, и државно, и приватно. Статистиката покажува дека 25% од мажите кои се во брак ги изневеруваат своите партнерки, а 20% од жените кои се во брак имаат љубовници на страна. Ке го поставиме и прашањето зошто се оправдува машкото неверство, дали заради тоа што тоа име во крвта и зошто ако жена изневери, тоа се смета како најдолно нешто што може да го направи. Како се толкува реченицата дека во неверството и двете страни подеднакво сносат вина? И дали простувањето на неверство води кон поцврста и постабилна врска? Дали пак од маздата треба да се сервира ладна и треба да се земе примерот од Шакира и Пике? Тоа денес ќе го разговарам со моите гости. Дали тоа што знае кикбокс ги намалува шансите сопругот да помисли на флерт и не дај Боже неверство? Ќе ни каже презгодната една шпејачка, сега мајка, сопруга, маркетинг експерт и инфлуенсер Сања Тоше Ристич Пецаковска. Кое неверство повеќе боли? Да ти изневери политичката партија или да ти изневери коалициониот партнер? Ке го прашам Александар Пандов, политички аналитичар. Има ли психолошко оправдување на неверството или пак генетски предодредени луѓе кои се склони кон неверство? Тоа ќе ни каже Ивана Хаџиванова, психолог, психотерапевт. Во ерата на социјални мрежи и мобилни телефони викаат дека никогаш не било полесно да изневериш и никогаш потешко да сокриеш неверство. Дали е така, ќе го прашам Пепе од представата Странци и судијата од куќен притвор Зоран Љутков. Епа, добре ми дојдовте. Добро те најдовме. Задоволни од најавите? Да. Некој некој приговор не. Не. Немаме, добро. Супер беше ова што напомена со кикбоксот, повтори го уште еднаш. Да го повтори. Да и кога се шетам по улица, да им текне. И презгодната исто. Исто. Значи држи вода, нели? Не сме. Да, мене све ми држи што кажа. Така, добро. Ајде да одговориме прашањата веднаш. Што е полошо да ти изневери политичката партија или коалициониот партнер? Политичката партија дефинитивно да ти изневери е поголемо неверство. Коалиционен партнер очекуваш постојано дека може да те изневери. Го менјаш. И интересот оној кој што ве зближува или ве раздвојува. Меѓутоа, политичката партија, ако те изневери, тоа е лошо, затоа што ти веруваш во нејзе како идеологија. За тебе е света работа партијата и пред се, ако тука тоа неверство не може партијата ја би го поставил поинаку прашањето. Ретко партијата изневерува. Луѓето ја изневеруваат партијата. Имаме време да зборуваме за тоа. Чекај, на почеток веднаш тргнавме со оправдување. Јас ретко знам, сега ако говорам за моја на партија ВМРО, ретко кога го изневерила партијата, а има многу луѓе кои што ги познам кои што ја изневериле ВМРО. Добро, ќе разглобиме до крајот. Да. Ивана, твојата најава беше генерално дека може би има луѓе кои генетски се предодредени да бидат неверни. Има такви или нема? Јас не би го користела тоа како оправдание или како релевантен податок, меѓутоа би кажала дека станува збор за еден муж нечовечки, комплексен феномен, кој што постои, од која постојат врските и бракот, така што се надевам ќе имаме време во емисијава да го разгледаме од повеќе аспекти, да ги разгледаме и причините како тоа настанува. Така, одлично. Значи, тебе те најавив како Пепе од Странци, кој не ја гледал представата, задолжително да отиде да ја погледне, а генерално во представата муабетот беше дека мобилните телефони не се како црни кутии. Така. Тоа значи дека кој знае што све се крие, а бога ми се откриваат и многу работи. Генерално во телефоните имаме повеќе тајни од колку што носиме во себе си, така да имаат поголем капацитет. Смеам ли сега да ве поканам или да ве замолам да ја прочитате последната порака која што имате на мобилниот телефон? Да.
Од колку? Последната порака која што имате на мобилниот телефон, без разлика дали е на Viber, на Viber, Messenger, Telegram. без разлика последната. Кажи ми, што ти пишува? Значи, пиши ми какво се чоколадо има. Црно-бело лешник јагода. Не треба за прилеп да се носи, не. Океј. Кој ти пише? На од работа пишува. Добро, окей. Ајде, Мене? тебе. Кажи на таа до тебе. Не. Море, ако нешто почнува со С буквата, е страшно. Конкретно од машко е, ама со партија 7 брату се е договорено за 4. Опа. Ќе видиме на 4 што имаш. Роден ден на Гоце Делчев. Добро, окей. Ивана ги избриша трите, сега четврта. Па си купи време. Слушај, ја можам да се извадам на нели етичност и доверливост, така да Добро, де таа што не е одма ми доверлива. текна. Првата Не, недоверлива. се шалам. Штом најдеш термин, пиши ми да знам да уплатам пред да дојде. Значи, најчесто пораките идат во однос на закажувањето. Добро, Пепе, ти више си Јас знаеш. овие регуларните ги отворив, последно е договорив кафе муавет со Мими, ако си слободен ќе ни се придружиш. Лаж. Мими е исто што и светле ногти. Може? Не, требаше ова. Требаше ваква фора Требаше се да си направи. ги видиме. Крај на паркингот 150 денари. Добро, одлично ми се допаѓа. Ова ветува дека ќе бидете искрени. Уште едно прашање за да ја проверам вашата искреност. Ги исклучуваме вашите сегашни партнери, значи за да не биде. И ги исклучуваме. Сега ги исклучуваме во однос на моето прашање. Значи, дали до сега сте изневериле некој партнер, ги исклучуваме последните. Реков, кој изневерил да дигне рака? А кој не изневерил? Има некој таков. Еве, не креваат рака! Дефинирај неверство. Да. Па вие ќе ми дефинирате неверство. Секој различно може да го издефинира. Ајде, Зоки. Што знам, веројатно да. Веројатно, што не кренеш рака? Па сега, баш ме подсети какво е тоа неверство, може да биде. Некако да се здружиме, не да знам. се извади. Значи се извадивте, а? Само таму политичарот. Генерално мора да има политички коректни одговори. Не. Па разбрав за со партнерка неверство дали си имал. Така? Да. Не говориме за политичко неверство Не сега. говориме. Така? Добро, например, Па мислам дека види сега. Не, Снеже, не постои човек кој што не изневерувал. Е сега, ти направи линија, ги тргаме последната тргаме. партнерка, нели? За да може да си идете дома, оди ми Не, си не само да си одите дома. Имено, еве и доаѓајќи на кај за емисијава. Баш го мислев. Знаеш, пропорционално е веројатно тоа изневерување, неверство така, со знам. годините како се движат. зголемува или се намалува? Мислам дека се намалува. Зошто? Затоа што вие кога сте тинејџер, кога имате 20, Или губите 30 на години. кондиција? Мола? Губите на кондиција? Не е кондицијата на квалитет, добиваш А губиш на квантитет. на квантитет губиш, иначе квалитетот ти се зголемува и поизострен вкус имаш да. Добро. Ајде додам сега на брзи прашања. Сега, значи, според вас ми одговарате, дали е неверство или не. Лајкува слики на други. Слободно. Неверство или не? Не. Добро? Не. Не? Ако лајкува слики на други? Не е неверство? Мислам, секој различно, може би има луѓе, мислам, легитимно е, затоа кажав, секој различно си го дефинира неверството, покрај Ајде да ги општото. исклучиме или да ги... Да видам За како. мене не. Неверство е ако гледам згодни жени на телефонот? Па не знам. Немајте Што е? Што ти кажува сопругата, Така? тоа е? Па, Да знаеш. ти, Снеже, знаеш и околу тоа е малце не можеш ти ретко можеш да видиш маж сам сликан, нешто разголен, има во ред, можеби има, меѓутоа тоа се многу поретки слики. Многу почесто ти можеш да видиш фотографија од убава девојка, згодна, едно друго кое што како да речам, мислам дека повторно не постои машко кој што тоа не би го лајкнало. Златно Сега календар јас се согласувам дека голем број на мажи, јас знам тоа дека е така, не го прават заради нивната партнерка, сопруга, девојка, не е важно во каков статус е, да не евентуално помисли еј на Снеже јас да не нешто едно друго. Али во нормална здрава врска. Да бидам искрена, многу пати ми се случила во комуникација нели со другарките. Ја знаеш ова? Имаш додадено да. Види, и лајкнал, и лајка, добро. Овој и лајка. Значи е неверство? Вклучува интерес. Сега јас, бидејќи сум премногу во социјална мрежа,
тргам од себе кога ќе видам дека имам 4000 лајка на слика и дека апсолутно ни тргам да видам кој лајкнал, нити ништо ми значи. Предпоставувам по тоа го тргнам дека и никому не му значи, не оди лајк по лајк да гледа дали некој го лајкнал или не. Лајкување на слики заклучуваме не е неверство. Добро, идам понатаму. Праќа и шарети, односно флирту. Или ако праќам и шарети. Или ако праќаш и шарети. Види, професионална деформација мене зјапам по луѓе постојано. Да, и ги анализирам. Професионална деформација. Ти секогаш имаш да си Значи, се јас извадиш? секогаш си гледам, си анализирам, следам, некоја знам и да се заборавам во некој и да ми мафне, веќе кажи дечко што е работава. Не, ништо, само ти прави се, да, прави си го тоа. Јас види какво оправдание има. Значи ти се викаш јас сум замаен. Не е оправдание. Мојата професија го дозволува тоа, така Добро. да. Што вика политичката професија таму, дозволува ли праќање и шарети на коалициони партнери? На коалициони партнери, што ти им брагаш него? Тие се од интерес коалициони партнери, тука нема во политиката Нема и многу шарети. Добро. Односно има и шарети. Сме се карале претходно со некоја политичка партија, па нешто као сигнали си брагаме, као се спријателуваме. Мада тоа е потешко во политиката, пошто има јавно се гледа премногу. А во приватен живот праќа и шарети. Па нека праќа, види ако е со мене. Ако не е со мене, а праќа и флиртува, и тоа е едноставно мене ми е така видено и пренесено, тоа не би било добро. Повторно. Со мене, кога е партнерката, јас имам 100% самодоверба и доверба во мојата партнерка, меѓутоа тоа би ми било озбилен сигнал. Ете, од некоја страна видам нешто, си се намига негде едно друго, добро, би седнал, би разговарал. У најмала рака, да. Абе, не зашто гледаш како го сведено, зашто гледаш. Но не е така. Па што ќе правиш? Гледаш, бе, ја ќе се Па што ќе? Да, ја вратам да гледам. Седни се Ја седнува дека и ти дотрече. Не. А тебе да те фаќат да праќаш и шарети, што мислиш, што ќе ти Но рече? има толку ситни очи, не сме това, слободно може. Не, ако сум со партнерка и така се однесувам како. Тоа е некултурно пред се, според мене. Ако те фати е некултурно, ако не те фати? Исто го да не се десило. Нели? Дали ако не се десило е мислам не, ако не си го фатил, ако не си дознала е неверство? Те не знаеш затоа што си го фатил? Па не те повредило, не си го фатил, меѓутоа сепак тоа не го елиминира фактот дека е случајно. Да. Но би сакала да го искоментирам ова за флиртот. Некако многу го осудивме флиртот, а има голем број на луѓе кои што знаат да кажат дека флиртот е здрава работа. Зоки кажа си зјапа. И си е здрав. И се зависи нели од тоа дали ќе се премине црвената линија и до каде оди флиртот и дали се задржани границите, така да има доста често луѓе кои што секако, како што кажа Александар, дека нели нормално не е културно и е непочит да се флиртува, иако некои партнери практицираат и да си дозволат да има до толку доверба да флиртуваат едни пред други, но имаат една огромна сигурност. Меѓутоа има луѓе кои што не ми е баш. знаат да излезат, јас зборувам од праксата. Не дека она така прави. Сакам сите спектари да ги опфатиме, да не ја гледаме едната страна. Така што има луѓе кога ќе излезат сами во град, знаат да флиртуваат, не ја поминуваат границата, нема ништо емоционално, нема ништо физички, едноставно користат речениците излегов да си се проверам, да си ја наполнам самодовербата, ама си се враќам таму кај што ми е љубовта и кај што ми е нели безбедното место. Значи тоа не можеме да го негираме дека не се случува. Добро. Најавата и ми беше дека нели некако на мажите повеќе им се оправдува или пологично е да треба да изневерат, а на жените, бога ми, која ќе го направи тоа е нешто најдолно што можела да направи. Зоки, дали е така или не е така? Дали некако на вас мажите поприфатливо е да се, па не знам, објаснуваат, За мене не е ништо прифатливо. Не, а? Добро. Од неверство не е прифатливо. Без разлика маж и жена. Без разлика маж и жена. Едноставно, тоа е крај. Веќе ниту можам да простам, ниту сакам да ми простат. Добро. Така да, едноставно, ако си стекнал доверба и си со некого толку години, веројатно си поминал низ некаков процес каде што се осознавате, се опипувате дали е нешто во ред, не е нешто во ред.
и затоа тогаш можеби на почетокот да се случи некоја пауза, да има не знам, некое размислување, али после долги години на брак или долга врска и да има неверство, тоа е едноставно е крај. Да. Мислам дека не би требало зависи која е суштината. Јас не би можел ниту да простам, ниту пак Нема да бараш прочка. нема да барам прочка. Не би го ни направил тоа, затоа што ако веќе доаѓаш до ситуација да изневеруваш некого, подобро прекини го со време и завршена е приказната. Сања? Исто мислам. Не е до мажи и жени, туку? Не гледам мажи и жени разлика. Знаеш како, за ништо да ти простам, треба да ми сгрешиш. Неверството не го гледам јас како грешка, тоа е веќе избор. Грешка е да не го видам знакот и да возам во едносмерна улица. Сгрешив, не го видов, се зајакав по едносмерна улица. Тоа е грешка. Случајно се сопнав и ја бакнав. Налетав и така, се полюбив. Свесен избор на зрел човек е да изневери. Значи, свесно, со целата своја свест и совест, изневерува. И кога имаме избор, нема зошто да простуваш избор. Тоа не е грешка. Ама еднакво сметам дека никогаш не разбрав зошто изневерување и да продолжи врската. Не ми е воопшто, како што кажа, нели, прекини го она во кој веќе не се пронаоѓаш. Сосема е нормално да изгубиме љубов, привлечност, Ама ако се покае? Зашто се покае? Па јас и не верувам во тоа one time неверство. Еднаш изневери во животот и прв му беше пат и последен. Значи тоа си е некој патерн кој човек си го живее. И навистина верувам дека ја повтори кој да е повтор. Добро, ајде да слушнам Александар. Значи дали на мажите име во крвта да изневеруваат или викаат дека заради бројот на сперматозоиди, нели они имаат повеќе сперматозоиди па поише изневеруваат. Ние имаме една јајцеклетка, па невозможно е секогаш сме осудени на моногамија, односно еден партнер да имаме. Мислам секакви приказни имам слушнато. Па кога иделе мажите на лов, жените седеле по дома да ги чуваат децата и тоа било нормално да изневеруваат мажите, оти имало помалце мажи и така натаму. Ајде слушам. Не. Подеднакво изневеруваат и мажите и жените, Снеже. Јас не верувам. Дури и таа анкета, колку и да е точно, мислам дека жените не понеискрени биле, па затоа на почетокот што ја прочита дека 25% од мажите изневеруваат, 20% само од жените. Фактички тие 5% од мажи на тие 20% се смалуваат. Значи некои жени се почесто употребувани за неверство. Ете како ги прават политичките анкети, само да знаете од кај се процентите, па 5%. Па не, ама, нели? Значи... Ја ништо не реков. Така. Сега, ако мене човек ми изневери, можеби као помлад сум знаел да простам. Како оделе годините, ма нема, едноставно тој човек истото тоа ќе го направи. Односно, таа девојка, пошто конкретно сега говориме за машко-женски односи, мислам дека и жената и мажот, тие што се склони кон неверство, тие изневеруваат. И тука и моја лична и како се вика од тоа што сум имал круг на познаници, пријатели, пријателки е таква. Да едноставно некои луѓе се склони кон неверство. Таму рековме нема генетски предодредени. Го кажа уште на почетокот. И статистиката само 25% од мажите изневеруваат, 20% од жените. Ако имаме поширока дефиниција, дури и многу повеќе. Мажите изневеруваат или жените? Општо зборувам и за мажите и за жените, значи во зависност од дефинирање на неверството. Меѓутоа, јас би сакала да кажам нешто, ете, спомнавте простување и слично. Не би се сложила дека сите неверства се афери, некои се one night stand, некои се само емоционални неверства, некои се само фантазии и платонска љубов поврзано со нема сексуален контакт, некои се само секстинг, некои се неверства се само незатворена онлайн дейтинг апликација и слично, значи има различна варијација на неверства. Покрај тоа што преходно нели го кажавме дека и секој унутар партнерството си дефинира што му прави чувство на предаденост. Секако дека тој што изневерува 100% тој е одговорен за неверството. Меѓутоа, кога се збори за долгите врски и за партнерствата,
Јас како семеен терапевт зборам, јас иначе секојдневно работам со неверството, односно ова е една многу честа тематика која што да речам секојдневно ми е у терапискиот кабинет, така што ние често знаеме како терапевти да се насочиме кон разгледување на бракот пред неверството. Односно, многу често за да дојде до неверство, преходела некаква криза во бракот, некакво дистанцирање. Што значи одговорноста за нарушеноста на бракот секако, значи ова не сакам да звучи како оправдание и охрабрување за неверство во ниеден случај, меѓутоа многу често во терапискиот процес после разгледување на неверството се насочуваме на тоа што се случувало. И дури, можно интересно може да ви биде, што партнерите кои што се изневерени имаат чувство на вина и самите кажуваат јас допринесов до ова. Сериозно? Значи тој што е изневерен и он е виновен? Да, со тоа што, например, речениците може да бидат не дадов внимание, бев многу критичен, критична или бев осутна или заглаве. Ама секако, озбилно, значи, сакам да, затоа и нагласив дека е мощна комплексна тема, мощна сложен феномен во кој што и изневерените знаат да видат, а пак нагласом 100% е одговорен тој кој што го прави актот. И уште еден факт кој што можеби ќе ве зачуди, затоа што гледам дека не сте пропростување. Покрај тоа што точно неверството може да биде капислата да се разруши бракот и све црешата на крајот, но исто така морам да ви кажам дека јас сведочам неверства кои што може ги спасиле браковите. Оваа другава што била, третиот човек го спасил бракот на овие двајцава. Значи, сакам да кажам... Тој на ручек треба го носи. Сакам да кажам, има, сакам, да, ова морам да се дообјаснам за да не бидам погрешно интерпретирано, односно неверството кое што е откриено секако или е признаено, може да доведува во секако до криза во партнерството и во бракот. Криза и тоа сериозна, со анксиозност, со депресивност, со афектирани семејства, со симптоми на посттравматско стресно расстройство во некој случај, и кои што ги вади на виделина сите незадоволства што преходно биле преќутени, работи кои што не биле искажани, енергија која што била спласната, угасениот еротицизам, што значи дека некогаш се случува да после неверство настане простување, тука има и tekako работа и тераписка и меѓусебна партнерска, меѓутоа партнерите да многу добијат нов квалитет на бракот, нов квалитет на врската, да им се зголеми еротицизмот, пак кажувам. Застани. Вака, кога почна да збориш, испаѓа, изневерувајте да видите да ви се подобри врската. Не. Значи да... Не го препорачувам. Дај да запреме тука. Да. Затоа кажав сложен феномен. И плюс кога збориме... Значи, ако имаш криза во бракот, изневери, па не. Добро, да разјасниме. Не го препорачувам како начин на разрешување на криза. Меѓутоа, кога некој во себе ќе почувствува дека има толкава дистанца, дека се буди некаков еротицизам и интерес према друго лице, тоа сам на себе треба да му е сигнал да се сврти кон партнерството и да види што е таму дисфункционално и што се случува. Добро, Зоки, нешто има да додадеш? Или само ја послушај, така си? Види, совршено добро ја објасни целата ситуација. Всушност, таа е таа логиката. Ние од која позиција тргнуваш во бракот. Ние не можеме никогаш конкретно да знаеме кога не ви се случило. Така, и какви сте вие во бракот. Јас затоа не би простил, затоа што јас точно знам каква е мојата партнерка, каков однос сме имале до сега и сме стекнале таква доверба и многу сме разговарале на разни теми и затоа велам дека ако денес се случи такво нешто, не би можел да простам затоа што од некакво стабилно јадро кое што го имаш, кога би пукнало тоа, веројатно нема враќање назад. Ајде да прашам сега вака. Дали држи вода реченицава? Факт е дека се случуваат неверства, нели? И кога се сакаат партнерите, ама има нешто што вика вака. Ако те сака, може да те изневери. Но ако те сака и те почитува, никогаш нема да те изневери. Значи, подобро поштовање, него сакање. Зоки? Ние треба да збориме, знаеш, од друга страна, што е доброто. Денеска е реткост да сочуваш брак, да имаш добар брак. Значи, изневерувањето од друга страна може да биде многу едноставно, така?
Сега Значи, рековме со социјалните мрежи, ма никогаш социјалните мрежи поедноставно. може да се случи за 5 минути, но што е, знаеш, не можам да зборувам многу на таа тема затоа што е едноставно, знаеш, не можам ниту да простам, ниту пак го разбирам, зборувам за овие, за стабилните бракови. Значи, дали е подобро да те сака или да те почитува? Што мислиш? Па, веројатно на почетокот е сакање, после доаѓа и почита, така? Добро. Да. Сања? И тогаш уште пострашно ако се случи неверство. Сања, тебе како ти звучи тоа? За мене почита има во сите сфери во животов огромен удел, може би е и број 1. Пред се почитувам многу и ми пречи ако осетам некој ако не ме почитува. Така да, како што каже Изуки, може би на почетокот нели се заљубуваме и се залудуваме и љубовта не обзема, но понатаму мислам дека почита треба да го превземе првото место. И ако нема почит, не гледам во успех, како во бракот, така во врските, така и се што работиме во живот. Добро, само пред да одиме на игрицата, која што е нешто забавно, која што нешто е како неверството, како ако е скриено или пак ако нешто се трпи во бракот, се дуе, па еднаш ке пукне. Тоа после ќе ви го дадаме. Сега имаме една статистика која што вика дека дури 47% од мажите кои носат брада изневеруваат. А тие што не носат? Па тие не. Слушај, постои и друго нешто, значи изневеруваат, склони се кон тепачки и кон крадење. Кои политичари имале најголеми бради, да ми кажете? Тоа последното, поготово се, ајде, изневерување, тај. Може намерно пуштаат брада за да личат такви. Ајде, те Добро ли? Зашто со крадење е поврзано брада? Не знам, така пишува статистиката, јас ја Ќе ја измислам. Ова е 90-тите. Да не е 90-тите статистикава. Да не е 90-ти статистикава. Не знам. Значи, ќе ја бричиш брадата или не? Александар? Заради статистика. Брада, да, не ми се допадна статистикава дека спаѓам во група која што кога носам брада дека така перцепираат луѓе. Инаку, што брада едноставно, кај нас мажите е многу лесна, машинката само уклучуваш и толку. Значи не е добра. Промена е брадата. И јас си се сакам сами од себе од време на време со брада, од време на време без брада. Ние мажите имаме многу мал простор различно да изгледаме, за разлика Не ја од даваш жените. брадата ни за И како статистиката. политички ти извртам? Гледаш ли? Отидовте Ништо. на бербер, ништо не ти одговориш Не, ова ама прашање. реално вие можете различна фризура да направите, бојата на косата да смените, различна шминка. Значи нема врска дека мажите со брада поише изневеруваат. Значи Ја, си па, прашувам и така за да. по дома, маш ми почна да пушта брадата. Па не, ама и различно ти изгледа човекот, едноставно ти е поинтересен. Затоа што ние мажите реално сме многу по-монотон изглед имаме, како да кажам. Не си продолжи во приказнава гледа. Па тоа политичар со години. политичарите. Да, извини, значи, политички аналитичар. Он ти изанализира твоето прашање, ти смисли одговор, Низ призма на околу, политика. па на ќоше, па ти одговори нешто сосема Кои друго. се најпознатите двајца политичари со брада? У Македонија. Нави балони да дуете. Ајде. Кои се најпознатите? да? Може слободно да ги кажеш. Што знам кои се двајцата Бранко најпознати. нели носеше? Добро. И Љупчов, тие двајца на време повелет. Тие ли се ти? Значи кои биле тие политичари? Тие се Добро, да, двајцата. од 90-тите Значи тие години. биле оние кои што најмногу изневерувале. Сега за типачки не знам, али за крадењето добро. Треба да ги надувам? Си сврте пак тема. Тоа е тоа. Значи, играта е кој ќе надуе поголем балон без да пукне. Поише изневерува. И потоа ќе заклучиме кој најмалку изневерува. Оти може да го дуе балонот. А како ќе ги мериме? Има највише Сега трпение. ги се рашлапаме со Кармино. Можеме? 3, 4 и почни дувај. Многу си поубава кога дуваш.
Аце, најнавредливо да можеш од Александар, Аце да го... По-лоша крада. Аце е наш! Нека победи Александар. Политичар да знае да го... Такво ти е името, да победиш. Си ми ги напуни со хелиум. Јусуф! Зашто не идеш? Ајде. Значи јас додам. Многу ме срам да ги пипне. Дувај! Дувај! Дувај, зашто не идеш? Ви давам предност. Дувај! Има и поголеми, ајде! Ајде! Финишот е Зоки и Александар. Ајде, дувај! Ајде, дувај дори не пукне. Дувај! Еле, го ќе пукне сега. Мене ми тоа, јас се плашам од пукање од балон, затоа не го делам. Види! Доста ти е. Доста. Ајде, победи. Добре. Уште малце ке соберели, а? Да видам колку живци имаш. Ќе пукне. Ова е колку може да издржи македонскиот народ со оваа... Ова е тоа. Тоа покажа, значи колку се Тоа е упорни тој политичарите. Одлично, фантастично завршено. Значи, еве победи. Знаеш, Кажи. некои мои пријатели, како го кажа, колку ние, политичарите, што сме направиле, колку... Што? И го врза да не може никој да му го издеше. Тоа е тоа, да? Три чвора, Како све беше да кога ќе отидеш на функција, готово си ја врзуваш и никој не може да ти ја земе. Ете, браво. Тоа е тоа. Браво. Петка ќе ти пишеме. Да, може. Добро. Зоки и Александар, така не им попуштивте на жените, бе, ич. Не, па мора, знаеш како со мажите мора да им се даде предност, да се комплиментира, да се... Иначе ќе има проблем. Не попуштате на жени, Или а? одиме родова еднакво сега. Ќе Па ти цело време не набиваше, ајде повеќе, за... Добро, ве ставам вас во ситуација, окей? Сања. Сопругот си доаѓа дома и има пудра на кошулата. Вика го гушнала колешка. Веруваш или проверуваш? Не, тим се само мажи 50 души немаат колешка. Види, добро, значи од старт нешто не е како што треба. Добро, и стига порака на партнерката пред тебе. Ако не си со партнерот, пиши ми. Вика, газдата не сака да ме вознемирува дека е надвор од работно време. Веруваш или проверуваш? Проверувам. Како? Ке најдам начин. Добро. Се враќа дома и веднаш влегува во веце со изговор. Препотен сум, веруваш или проверуваш? И што не се поздрави вака, избрат. Може да поверувам. Да поверуваш? Добро. Се враќа дома и мириса на машки парфем. Вика дека пробувала во парфимерија машки парфеми за да ти купи тебе. Веруваш или проверуваш? верувам. Актерка е жена, Петка. Така? Никој не може да Никој не може да излече. Така да. Значи, добро глуми сакаш да кажеш? Не, добро глуми се. Представи играме. Се гушкаме, имаме партнери на сцена. Значи, Знаеш, генерално, Зависи од види, ситуацијата. знаеш, Чекај се предомисли. не околу ова. Генерално веруваш, не веруваш. Веруваш или проверуваш? Довербата ја градиш со секој еден човек. И со партнерката. Ако јас имам изградено доверба, не порак, не знам што да стигне, верувам. Ама си проверуваш, де? Не, сум правил проверки на почеток. Ако мене ти ми ги било партнерката ми ги поминала проверките мене. Јас сум тотално комотен. Јас не можам да функционирам на крајот од денот. Ако воопшто иоле 1% имам недоверба во мојата партнерка требала да отиде ваму или онаму или на работното место ете работи со мажи, јас имам нема да Ако можам за да мириса на машки парфем, што ќе Не, правиш? верувам. Во нејза јас, во мојата партнерка ја можам само да верувам. Во оној момент кога ќе почнам да не верувам и да треба да ги проверувам работите, ќе ги проверам. Дојдам ли до некој лоши, се поздравуваме и тоа е тоа. строго. Но генерално, зборувам ако се работи за неверство, ако дојдеш со проверките дека она што ти било кажано не било точно. Меѓутоа, веројатно мислам дека и секој нормален човек и секој нормален пар и да се појави некоја криза, треба да ја реши таа криза. Ако успеат, ако не успеат, треба да се раздалат. Ако ја решиле, онда значи има доверба во она.
И мислам дека нема нешто поисцрпувачко од Да, функционирање на Сомневање. партнери со сомневање. Сомневањето е Тоа не дај Боже. Тоа не дај Боже. Сомневањето е Да, најлошата работа. Три Да. сабајле, Да. не и текнува дека човекот може би заспал, ама и текнува дека може би отишол ваму, таму, наму, нели. Тука се наметнува да, и љубомората. апсолутно. И мислам дека функционирање со таква доверба е толку токсична, дури до разболување. Никогаш не би за самиот функционирала. ама и без разлика дали од едната или од другата страна. Дали сте вие таргетот, па некоја ве малтретира за цело двете време, страни исто што те беше. со пораки, па ти се јавува, па кај си, па со Зоки. Ајде да го слушнам Зоки. Со миксерот, како беше еве на миксерот? Да, или обратно ти ако треба да замараш некоја така, тоа може некој кратко време, ако потребе, тоа е Би сакала на ова да се надоврзам, знае да биде ова доста токсично однесување, исцрпувачко, меѓутоа ете преходно зборавме за простувањето и секогаш кога работам во партнерските сесии во вакви ситуации, го поставам прашањето да секој лично размисли, односно тој кој е изневерен, дали има капацитет да прости и доколку тоа се случи и останат сопружниците или партнерите во брак и партнерство после тоа, многу е важно да го нема оној дел на прашување за деталите и слично, кое што знае да биде крајно болно, повредувачки и за тој кој што го извршил неверството, а особено за тој кој што е изневерен. И ова однесување, доколку нема, како да речам, вистинска разрешница кога има ваков настан, знае да биде, како да кажам, пуштено на најако, да се изразам, нели, улично, односно, ако е таков случајот, значи, доколку нема реално простување и таа тема да се затвори, да се обработи и да се враќа постепено до вербата, тогаш врската станува пекол. Добро. Тоа што Шакира го направи, го оправдувате и дали е тоа совршен начин, не знам, може би да се преболи тоа што го направил Пике или? Јас би го престикал вака, колку повеќе инвестираш во врската или во бракот, разочарувањето веројатно е многу поголемо. Така, сега веројатно ова малце фолк конотација има, онаква Така. со тоа што им се случува на тие двајцата, Шакира што го прави, Ние мислам веројатно дека тоа е чисто пиар и за едниот и за другиот. Си се договориле, викаш? Апсолутно. Верувам Па пази, менаџерите дека го најчесто имаат. се случува тоа. Значи имаш Добрендовите менаџерски кои што тим, ги имаат кога комната. почнува да ти паѓа Мислиш, кариерата. платиле Касио, Сигурно. Пежо, тие Па сите? како? Па потребно е во секој Еве пат на Касио го кариера. спомнуваме сега. никогаш Извини, Касио не бил извини, спомнуван да. толку. Никогаш не бил, да, Твинго и кој беше Ферари. Да. Значи, вие Во викате случај на маркетиншки пат на трик, кариера, еве. Да, во случај на пат кариера се применува кризен пиар, каде што кариерата треба да се издигне, односно познатата личност да и се даде некаков шмек, макар и негативен, кој многу побрзо се шири во јавноста. Негативниот збор се шири многу побрзо од позитивниот. Види. И се дава ваков кетч, на пример Бритни Спирс која се ишиша келава, еве ова неверството, уште милион такви познати трикови, да, и за политичари и за сите. Значи се прави скандал за да се крене на, нели, да се расшири зборот, да почне да се зборува за личноста и да се врати славата еден чекор назад, односно да се качи погоре. Добро. Само да прашам на крајот, кога се изневерува со некој кој што е помалку убав од тој кој што си го имаш дома, помалку квалитетен од тој што си го имаш дома, нели, дали тогаш повеќе повредува или онака ти е, па види со кого отишол, не знае што губи? Кратко и јасно и ќе Па завршувам. да бидам искрена за нешто што е помалку од мене, види, сега не можам да проценам што е помалку од мене, али во мојата призма, ако нешто изгледа помалку од мене, мислам дека би поминала полесно. Значи, погрбичка, било- ако е полесно ќе ти биде. Па не, него би сватила каде е он во моментот. И Ајде. дека јас сум прилично погоре и не сме на ист левел. Ајде. Не, па кај нас мажите е па сега до толку. Обрат. Како? Кај нас До толку ли мажите. сум јас за никаде, па со ово? Да. Ако е некој Дибидус. батка онака некој, да, велти Ало, некој Вера. ден, да, се намонтирам, па што ја знам.
Онда можда и не би ми било право, но би ми било мотив. И ти да се запишеш на фитнес. Сега во тој дел може би не, за некои други работи да. Би ме измотивирало, а иначе кој клошар некој, што па така? Нека иде, нека ја носи. Тоа си да бркај си работа, што? Добро. Едноставно, јас и затоа и она преска повторно што ти го кажав. Она е таа која што ќе свати што изгубила. Јас губам, меѓутоа кај мене јас барем така функционирам во се. И во другарство и во Ти ме Тој што губиш, не те изненадил, губам ја. Повеќе изгубило. И тоа е тоа. Добро, Зоки? Абе, на јако нека удира, нека биде како што треба дечкото и готово. Така, ако изневеруе, лепо там пред да мине. Заедно да го бирате, да не така, да имаш може чуче, ако треба. да си се чувствуваш дека ти имаш удел, те Не, би цените. било кеј да е стварно тип топче. Абе, се отвори на крај, ние треба да продушиме со Да, емисија. се загра. Све ќе Се загра. Сега го почна емисијата. Извади ќе волите. Остајте, нека изгасат. Ама јас знам Прекина дека да е генерална глуми. проба, ова дека ќе почнеме да снимаме Не, он за 15 прекина да минути. глуми. Не, после, откако се појави брадата, се е појасно. Готово. Барам джингл и одиме со заклучоци. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве сме, значи дојдовме до крајот, време е за подароци, затоа што бевте исклучително добри гости, значи имам за вас подароци, меѓутоа за да се биде како што треба, мора да дојдеме до заклучоци, значи го поставувам финалното прашање. Откако ќе ми ги дадете заклучоците, тогаш ќе ги добиете подароците. Значи вака, за тие кои што не се мажени, не се женети, значи да дадеме совет. Дали треба да си најдат да бираат искусни, да бираат оние кои што нели веќе поминале, или пак треба на ново да си купат некого кој што не е искусен, за да бидат сигурни дека нема да ги изневери. Важи ли правилото дека од шарена не бидува домаќинка и еднаш швалер цел живот швалер? Ајде, совет, кажувај во камера. Што да бираат? Искусен или неискусен? Со брада. Мислам дека во годините кога бираме партнер, не сме доволно зрели за ова да го размислиме дали бираме искусен и неискусен. Имам јас друг совет. Да бираат некои кои се со слични интереси и се растени и воспитувани на приближно сличен начин. Од фамилија човек да си најдеш. Па, или да се двајцата од фамилија, или двајцата да не се од фамилија. Добро. Ајде, Ивана? Совет? Значи да бираат каков за да не се нервираат после дека може да ги изневери. Се служувам со Сања. Со сличности, меѓутоа и од друга страна и различностите, доколку добро се укомпонираат, знаат да дадат убав пакет. Да бираат љубов, да бираат некој што ќе им направи да се чувствуваат безбедно, да бидат автентични тие кои што се. И некој кој што ќе им направи поле да се чувствуваат прифатено и некој кој што ќе ги сака и откако ќе им ги види сите слабости. Значи бирајте си човек што ќе ве сака и кога не си нашмикан, и кога си у пижами, и кога не си дотеран. Да, пошто тоа е Така ли? реалитетот. Во пижами Ние не може сме да е вака многу цело добро време. Да изгледам. Не зорка. Пижама е добра. Зависи од кај е купена пижама. Да. Добро, Зоки? И тешко е да дадеш совет на оваа тема. Јас мислам дека најдобрата варијанта според некоја логика е дека треба да созреваат заедно. Дека тоа тргнува од создавањето заеднички живот е без горе-доле, дали е поискусен, дали е побогат, дали е... Мислам дека тука некаде, кога, како што спомна, дали се од фамилија или не се од фамилија, но некако заеднички да тргнат низ животот, веројатно на ист начин ќе го ценат и понатаму и собствениот партнер и грижата еден за друг. Така да мислам дека тоа е некоја вака скромна логика. Добро. Ајде. Заклучокот? Ради навиките, барем јас кога бев млад, релативно млади се стапуваме во брак.
И мислам дека не до крај изживеани, иако вие на вашите 25-6 години тоа сте го мислиле. И јас советот до младите, еве на крајот од денот имам 2 сина кои што ги чекат брак. Или Ајде на нив што ќе им посоветуваш? Да, Какви партнерки? барем 30 да чекаат. Затоа што ние мажите малце сме позелени во тој дел, многу по како да кажам, многу поинаку размислуваме кога сме помлади, многу сме не носи таа емоција, повеќе со не размислуваме толку со Значи, оваа советот глава. за жените, Да. а не, како не размислувате со која глава? Што им се пушта главата? Не со која глава размислувате? Не размислуваме со својата глава толку. Да. Со која? Со која? Дај, со својата глава. Види, и таа е своја глава. Само немај со мојата да размислуваш. И мислам дека е тоа. Ја кога си правам интроспекција како сум се однесувал, како сум се чувствувал, каков бил мојот однос и према партнерките и према другите девојки, на мој 20-30 и сега е многу различен. Фантастични беа вашите одговори и секако на крајот советите. Значи сега имам подароци, веќе ги имате вие, значи од нашите драги пријатели Меркур, веќе имате таму подарок, имате витамини и минерали од нашите пријатели Кенди, значи еве од Меркур, имаш чашички. Кога ќе го седнеш на муавет, нели рече? Може. Да, сега соодветно. Јасно, да, повели. Трпезата да Се личи. седне на трпезата маса, да личи. повели, да, овдека се витамини, минерали, магнезиум, да се смирите, Ако им се слоши, не да дај им Боже, дадат витаминче. гледаш Ако им се слоши. за све, да. И сега имаме еден производ, значи тоа се Hyper Lady, Hyper Men, генерално за намалено либидо кај мажи и кај жени, се случува, нели, голем проблем да биде кога се случува неверство да биде баш заради тоа. Така да ова е природен препарат, ќе го добиете сите вие. Терапевски се продава во аптеките и во дрогериите. И исто, имаме Pink Stuff, кој што се за чистење, значи чистат се, ама не и неверство. Ке си проверите по дома. Добро? На крајот уште еднаш ви благодарам. Мислам дека имавме конструктивна дискусија. Океј, ви благодарам и на вас што бевте дел и од ова издание на нешто конкретно. Не заборавајте да не следите на социјалните мрежи, не заборавајте да не гледате и на YouTube. А мојот совет е вака: не можете да бидете одговорни за неверството на партнерот, но можете да бидете одговорни за одлуката која ќе ја донесете за себе и својот живот. Ве поздравува!